Така е, добро вечер и добре дојдовте во ново издание на Никој да не знае. Никој да не знае, освен јас, вие и нашите гости. Двајца од 6 мина од бендот. Значи, се работи за бенд со многу интересен наслов, имаат своји авторски песни, велат заради работни обврски и се нешто што им се случува во бендот, нели, и обврски околу тоа дека агендата веќе за следната 2026 е скоро, да не речам, исполнета. Ке ни кажат и самите зошто тоа многу ги бараат на свадби, значи, растураат на свадби вака по скопски. Двајца од 6 мината, значи 1/3 од бендот, ни се во студио. Happy End Band. Игор Петковски и Илија Маревски. Здраво живо, дечки, добре ни дојдовте. Живо, добре ве најдовме. Секогаш ни е драго кога сме тука во вашето студио, се чувствуваме како дома, така да многу ми е мило што па и нам ни е мило тогаш, да. Илија, здраво, како си? Здраво, ви благодарам за најавата. Одлично, како што кажа Игор, се чувствуваме како дома и сега си правам ретроспектива, мислам дека највеќе гостување имаме во Телма. Па тоа треба да се каже, да. Ја тврдам за тоа одговорно, така. Ајде да почнеме тогаш од добрата недослед. Не прво, нели, ова беше една констатација на Илија за која што сакав да зборуваме подоцна во муабетот. Некако се почна да се отвара таа Пандорина кутија во Македонија во однос на тоа каде е македонската естрада и на кое место го заслужува, да речеме, генерално. Дали ви имате впечаток дека на вистина се претера со балкански звезди, со сето она што ни доаѓа од страна, нашиве никако станаа заборавени или немате таков впечаток, чисто информативно? Илија, нека почне прв за тема. Дали впечаток или реалност, тоа не знаеме, а за се што се случува, мислам дека сме сами или виновници, или може да бидеме херои. Значи, за нешто се смени, валјда треба естрадата да преземе некоја иницијатива за да нешто се случи. Да. И како што гледам и се случува нешто. Почна да се свестува естрадата и народот, да речам, и така да гледам дека има поголем интерес сега за нашите звезди да настапуваат, нели, ето гледам за нова година. Дека само ќе има македонски звезди, не само на нашиот плоштад, мислам скопскиот зборува, туку и на сите плоштади низ Македонија. Мислам, поздрав до сите што ја поддржуваат таа идеја. Не е тоа само дека се наши, нешто си даваме шанса нешто за целата држава, нешто плюс да се направи. Да се направи. Ти ако мотивираш некој, ако можеш да го ангажираш повеќе пати во годината, значи тој ќе биде желен да направи нешто плюс за... Така, ќе прави авторска музика, ќе создава спотови, ќе представува државата, ќе остави нешто сигурно. Ако ти му ги скратиш, да речем, и крилјата и приходите за нешто да направи, така да... Да, така е. И имаш ли некаков, не знам, некој план за тоа како треба да се... Велиш се организираше. Сега ова беше, како да речем, стихина организација на македонската естрада. Ако не проблема, ама има пак некој напредок. Така да. Но што да се направи? Што треба да се направи по тебе? Многу лесно може да се... Кога во едно друго време, кога нели сите зборувавме дека тоа па е една друга димензија зема за тоа 30% нели на македонска музика, па сите телевизии и радија пуштаа после 3 кога никој не слуша македонска музика. И тоа не е значи. Значи може да се смени тоа. Ако има закон ако пуштаат после 3 ноќе може да се пушта во ударен термин. Така е, добро. И мислам дека никој нема да падне болен ако не се. Точно. Нема никого да погоди, значи, само тоа е една работа која што сите мора да направиме. Мислам дека ако има неколку клучни луѓе што би сакале да се ангажираат за ова, значи имаме Министерство за култура, имаме влада, има кој да не сослуша. Добро. Треба, мислам, мала иницијатива, а нема никој штета, мислам. Така е, во право сме. Така да може. Игор, додади нешто. Моje мислење, се согласувам со Иле, се што рече во право, со тоа што би додал дека повеќе треба да се посвети внимание на фестивалите кои што во 90-тите години, почетокот на кога бевме ние нели мали, во 2000-тите години кај што навистина имаше еден наплив на еден куп артисти кои што до ден денеска се уште барани и ние мислам и сме имали со голем дел од нив и соработка по различни поводи и настани така натаму, така да гледам дека има еден голем наплив на многу млада нова енергија, на млади дечки кои што се обидуваат да направат нешто. Секојдневно слушам некоја нова песна и нов видеозапис, бидејќи во денешно време
песна без видеозапис не може едноставно многу Да помине. добро да помине. Така да гледам се трудат луѓето, сватија дека работата почнуваат сами себе. Многу артисти докажаа дека може и да се прават големи концерти, мислам кај нас, да не почнам од, знаете, наставно од ДНК, еве например лично јас сум бил на повеќе концерти на ДНК, така да Next Time, мислам со нивниот препознатлив стил, Сладкар и така натаму и така натаму. Тони Зен, не знам Тони Зен, кој. Тамара. Да. Така да сите се Каролина. Тамара, Владко Лозановски, Каролина. Така. Има Еве во Народна потенцијал. така зборуваме. Еве во Владко Миладиновски. Да, како не, Растор како не. прави со Дефинитивно, неговите мислам. концерти секоја година. Апсолутно, мислам, ние... Елена Андоновска ми беше минатата. Елена Андоновска Така е. од Танец, така е. Да. Ние со сите сме имале и контакт и комуникација со работка буквално од сите што ги набројавме. И е навистина за почит што треба да земеме обзир дека е многу мал пазар тука. Не можеме да се споредиме со другите земји. Добре. Но ова што се случува последно време, сепак важно е што луѓето почнаа да оценат тоа, почнаа да се полнат поголеми сали, поголеми концерти и како прави еден, така се мотивира и друг, Да. и трет и така натаму да повлече таков залог, бидејќи е стварно голема одговорност ти да земеш да наполниш Борис Трајковски или Јане Сандански или Така било е. која сала или некој плоштад или така натаму, што е Така има голема разлика од поготово после изминатите 4-5 години после ковидот. Мислам дека сме на добар пат и мило ми е што е тоа така. Да. Или како да ги натираме младиве, уште малце на оваа тема, па после ќе продолжиме околу Happy End. Како да ги натираме младиве да се исклучат од риловите кои што им се пласираат од сите страни? Нели социјалните медиуми го нудат тоа. Риловите се сите од страна многу повеќе. Тие работат на своите менаџерски тимови и така натаму рилови, еден тон рилови. И сега нели како во таа со должна почит на сите, нели, ама сите оние турбо фолк, да речеме, диви, големи звезди и имиња, како да ги натераме да не отидат на тој концерт, туку да ги натераме. Не можеме да ги натераме, да се договориме. Ама ако нудиме нешто добро од нашево, веројатно ќе го изберат и нашево. Ќе го изберат, зашто да не го изберат? Дури според мене и да доаѓа некоја балканска звезда. Добро. Има простор и за наша и за наша звезда, значи паралелно истата вечер да настапува. Зошто го мислам тоа? Зашто ниедна звезда не пее цела вечер. Пее максимум 2 часа. Да. А луѓето не доаѓаат за 2 часа, доаѓаат за целовечерно уживање, така да секогаш и простор има да има некој наш бенд некој наш, што може да. Да, на тој начин да се направи. Друга... Зошто сте била вие неколку пати, така да речеме, на сцена биле, со и во балкански Кавадарци, звезди. и во Похрид за 2 август, Да. баш кога било. Да. Дали видовте некаков бенефит веднаш од тоа такви гостувања? Искрено? Искрено, можеби веднаш, Не. се случи има еден наплив на телефонски повици Така е, и коментари да, така ќе ти се на јават, социјалните медиуми. Еј, не знаев дека сте ваму, бев ја на Аха, концертот, добро. многу ми е мило што ја видов, но мислам дека верувам дека и за тоа сме ден денес на ова ниво кај што сме веќе со гордост можам да кажам повеќе од пола сезона, да речам, сме веќе зафатени до година. Така да мислам дека многу има улога што сме биле трпеливи и константни во тоа. Успехот не доаѓа веднаш преку ноќ. Така. Некогаш треба поминат многу години за ти да се трудиш, твое нели да работиш, да вежбаш, да свириш, да пееш, да нормално да изгледаш убаво, да се грижиш за својот изглед, за својот перформанс, за енергијата која што ја даваш, така да верувам дека успехот е една константна линија која што постојано треба да се надоградиш и да работиш на себе и нормално буквално на сите работи што ги спомнав, за тек после години да има инстантни успеси, меѓутоа и брзо се забораваат. Не знам дали сте забележале, така е тоа со еден тон случај, сега не би сакал да именувам, но оној што гази полека, но сигурно сепак како што старите зборуваат, е подобар начин на долг рок. Да, така е, да. Ајде сега да кажеме, всушност колку што ве разбрав, ова со Мирче Ацев, културно-уметничкото друштво, можеше да бидете вие и бенд на народни композиции што изведува или како да Таму бевме на фолклорно друштво, оркестар, јас и гитаристот Владимир. Добро. Значи или Владимир таму се запознаа. Таму се запознаа. Добро. И претходно сме кажувале како настана бендот, потоа и Дамјан дојде. Аха. Така да ние сме како да кажам поминале подолг период и со фолклор, имаме некои разбирања и од тоа, не можам да кажам дека сме баш професионални, ама
доста Доволно. Доволно, да. Да. И така да бендот беше и уште да речам спремен да одговори на нешто што е народно и фолк и да речам нешто Традиционално. традиционално, да. а нормално како помлади деца, како тинејџери, сме слушале забавна музика и ни било Интересно и тоа да се интересно изведува. тоа да се изведува. И така да склопот на бендот може да одговори на Значи, широк. Иле, Владимир и Дамјан беа тројката прво. Потоа Игор продолжи како продолживте во Па да, вака сега, во тоа време кога бевме средно училиште. Добро. Бидејќи од тогаш постоиме. Да. Среќа млади почнавме, а веќе имаме доста искуство позади нас. Така. Дамјан имаше уште еден бенд, меѓу другото, имав еден средношколски, јас од Корчагин дете, морам да си го поздравам, тоа основно училиште. Средно Имавме средно училиште, имавме средношколски бенд кој што настапувавме тука у околните локали околу училиштето. Добро. И Дамјан беше поземен бубњар, он не од друго средно, нема врска. И он, бидејќи се запозна со нив, и као ние свиревме рок со првиот бенд што ми беше, Рокча вика, ти имаш глас, вика, и за друга музика, тука, знаеш, тука Да си се ограничен, дојди на проба, со дечки се многу добри, свират и тоа, и тоа, и тоа. И така ме убеди еден ден, дојдов на проба и буквално така многу, мислам, и до ден денес и соработка и дружба ни е... Да, ви е убава. Да, убава, Та уживам. добро, ајде четворицата ги спомнам. Значи Иле, Владимир, Дамјан, Игор и кои се уште двајца? Никола и Тоше. Никола и Тодор Петров, Тоше. да. Добро. Никола и Тоше, Никола клавиатурист Добро. и хармоника за народниот дел кога свириме. А Тоше се така многу сакам да го најавувам прва и единствена виолина на танец и на Happy End Band. Така Да, е, така е. да. И беше ли никаде целта да биде се заедно, да речеме, ева она што можеби сте единствени свадби и на свадбите каков е тој репертоар што вие наполнивте 2026? Што направивте или? Многу разнолик. Тој концепт што е направен, мислам не е вака направен, него е Добро. Разработуван. разработуван. Добро. Како што реков, со години. Да. Со години, нака сега гледаме, значи, нашиот перформанс што е направен, да речем, во забавниот дел, ни е доста специфичен и доста интересен за луѓето што не е секојдневен, за тоа опфаќа постари хитови, Странски хитови, странски, светски хитови, да, се тоа е балканска музика, склопено македонски. скоцкано и доста добро поминува. Поминува, за таа добро. публика. Мислам, не се тука само свадби, тука се и корпоративни забави и такви. Ама има и народен дел, или? Да, има и народен, да. апсолутно. Него нашиот, да речем, джокер е во тоа. Аха. Повеќе не, да речем, одбираат поради забавниот дел. Да. Иако сме имале буквално свадби кај што имало само пола сат забавно. Да. Значи, свириме се и сме доста широки во репертоарот и поради тоа можеме да одговориме на различен тип на луѓе, потенцијални Значи, ти кажат оваа клиенти, песна, младенци. те молам волку пари давам, ја знаеш. Па и за без пари нека. Од мене. Да, од мене може. Да. Всушност, не слушав приказната. Игор, како почна со музика? Со музика? Да. Па, моето патешествие започна на тогаш на А1 телевизија на Македонски идол. Аха. Ме пријави едни блиски пријатели и всушност така ми почна мене патека за музика. Како ти пријаве пријателите тебе? Пријатели мене, ја Ти бев трета знаеш? средно, не знаев, и ми Леле. рекоа Игор доаѓај у, не знам, мислам у континент. Некаде аудиција има, добро. Да, има аудиција, доаѓа, ама викам на часови сам, абе нема часови, излезе. Буквално последен час ме извадија и така почнав од 2011 година, да речем, на мои 15-16 години. Тогаш и еден тон пријателството од ден денес, мислам што ги имаме од тој идол. Можам многу артисти да почнам да набројам кои што се активни до ден денес, а започнаа у тоа време. Така да така ми се отворија, да речем. Па потоа практично и исто време веќе почнав и со бендот, бидејќи ние сме од 2012 година. Имаш некаква наобразба? Или? Да. Музички вокалот мислам ми е школува на приватни часови. Добро. Секако да, мислам без тоа не би можеле да издржуваме толков интензитет на настапи, бидејќи ако немаш техника, да зборуваш пола сат, па веќе ќе почувствуваш дека грлото е уморно. Така да јас долги години идев на приватни часови и мислам кај професорот Владо, кој што навистина ме научи и не само на основата, туку и на многу подлабоко во вокалната техника, која што е, верувајте, многу така изгледа многу едноставно, ствари многу сложена. но е навистина сложен процес. Јасно ми е мене, не знам колку гледачите тоа го знаат. Ила, ќе ни кажеш ли за другите во бендот? Сега знаеме овој прва единствена во Happy End, знаеме дека е виолина. Да, за
може да кажеме Никола, како да исто Никола се Добро. Христот не беше од почеток, него тогаш тие години ние освен што беше бендос, свиревме и по кафани, да речем. Почнавме некој Се учи занато така. Така е. некој таков живот, Аха. боемски да речам, и во тоа време исто со нас на Игрорна одеше, свиреше исто Филип Пешевски од Арија Бенд, кој би сакали исто да го поздравиме. И не знам, некако ни требаше армоникаш. И клавиатурист. Да, не, тоа е подоцна. Аха. Одиме на свирка и Филип рече, имам јас, вика, Дета. дете. Јас да он беше дете, пошто не помало сите нас него. Добро. Го Вие пораснавме. чувавте во бендот, добро. Да, не свиреше он уште во бендот, ама Беше имавме дел. многу заеднички Да. свирки, да речем, и други од вон бендот. И дојде Никола со армоника и супер одсвиревме вечерта, ја онака Готово. фрапиран колку е Како дојде талентиран. на бендот, во бендот на свирка без проба? Да, не беше цел бенд, него беше Аха. некоја помала Помала, свирка, да речем. добро. Да. И дојде одлично, заврши работа и завршува свиркава, викам, слушај, викам, имаш ли сајзар? Клавиатура. Клавиатура. Па викам, неам. Викам, па земи, знаеш, ќе Ми свириме треба. во бенд. Да. И окей, и после недела ми се јавува, вика, ја купив клавиатура. Јас крос на шала му кажав, зашто сега прв пат Он си го врза тоа. да. Викам, супер, одлично. А ние А во тоа бенд време- најде ли? Да. И така да Никола, благодарение на Филип, Аха. не Стана запозна, стана дел од бендот и Не, до ден денес. да, Сте заедно. си функционираме. Да. Така. Што беше тешко во тоа време, зашто немавме ние толку ангажмани, па некој да може да се посвети на бендот и да остане. Да. Почетоците се многу потешки него сега што Така. што Е, разговараме тоа- и Да, пред да го видиме Дамјан, сакам уште нешто да ја прашам. Не сакам суми нормално, не тоа е ваша работа, но колку е тешко во процесот на создавање авторска музика, на стигање на сите страни, нели настапи се тука, па треба да се чуваат пари, да се тргаат некако на страна, повеќе луѓе сте во бендот, треба да се дели сето тоа, а всушност во сето тоа да се мисли на еден проект како што е, колку и да изгледа тоа многу несериозно или сериозно, како ми кажуваат, од 2 до 5.000 евра треба за да се вложи за нешто добро да излезе. Нели, зборувам како една песна заедно со видеозапис. Како одеше вашиот процес, а при тоа да дојдете до ниво да бидете среќни и задоволни сите, да речеме дека ќе има што да делиме, како се вика на крајот на денот. во последниве години, значи веќе кога функционираш, работиш, тоа не се осеќа. Него првата песна баш кога ја правевме со Лазе, со Лазар Цветковски, седнуваме да збориме јас и Никола, а јас не сум некој човек што може да дае во момент одлука. И ни кажувам кои се опциите. Добро. И сега јас Ви онака... кажува пари колку треба? Да, Све ви кажа. За нас тоа време беше навистина Да, многу. да. и сега Мислам, ја би чекал да си сконсултираме сите, ама Никола беше тој што донес одлука во моментот. Веднаш? Да. Вика да, во ред, заинтересирани Може. сме да правиме. Леле. А не сме ги прашале другите? Не сме ги прашале. Да. Ама тоа беше правилна одлука зашто Мора се пресече некој. Не. Така е. Со Лазе не можеш на телефон да го добиеш, не па на кафе да дојдеш. Точно. Сега, кај ни учени. Кај ни договориле, значи да се видиме сега и викам да, стварно ако не пресечеме. Да. Мислам не е тоа пресудно сега дали ќе пресечеш во момент или не, него битно е да знаеш што правиш. И иако цел тој проект за нас во тоа време беше многу, сепак сега горди сме што сме направиле пред Да. не знам колку 7-8 години Да. и сега како поминува време и како поминуваат години, се си мислам цело време што би направиле следно, нешто да остане онака за наш, да речем, Кејф, задоволство. ке задоволство, Така е. пошто Мислите нешто. кариерата не секогаш може да трае. Да. Да, свирки Долго. има, да, ама идејата е нешто да Така остане е, песна. така е. Ама па тоа ќе ви донесе зголемување на, како да речеме, на Да.
на сумата која што треба да ја побарате. Предпоставувам дека е тоа така, дека одат паралелно тие работи. Има артисти кои што немаат ниту една песна. Добро, а одлично поминува. Добро. Можам многу да набројувам, не сакам. Добро. Значи не е пресудно за успех тоа во денешно време. Има еден артист, не знам дали дечкото е од Хрватска, ми се чини, препеа на да, знам. Текнува ме сваќате што сакам да кажам. Мало малиот дечко. Добро. Значи он има поготово во денешно време со оние некои што викате рилсови кои што се шират како вирус екстремно брзо. Човекот концерти држи, а нема ниту една авторска песна. Не, сега има една. Добро, видов точно е, моја грешка, ама како и да, он имаше концерти пред да има песна. Точно, наполни 3 Сава Цинтри без да има ниту една авторска. Кај го има тоа? Мислам, навистина, дали може тоа пред 20 години се случи? Нема шанс. Нема шанс, ниту пред 15. Ниту пред 15. Времињата се менуваат, затоа треба да сме секогаш во тек со времето, затоа мислам и поради тоа сме и толку мислам активни на социјални медиуми баш со тие рилси, бидејќи тоа е тоа што да речам продава во денешно време. И ако најголемиот дел од забавите кои што ги договараме, кој што рекам, повеќе од пола сезона ние веќе договорен за до година, е од оние настапи кои што дошле на живо, негде не слушале. Па нели од човек на човек се зборува. Од човек на човек сепак е таа најдобра реклама, меѓутоа ова е добар ветер во грб, активно со социјални медиуми за да те за да ве дознае поголема маса на луѓе, но песна, верувате, не е пресудно за некој успех. Добро. Кога почнувавме ние пред 14 години, ти мора нешто да направиш за да се појавиш на телевизија, иначе што ќе дојдем на емисија, така? Што ќе зборуваме? За кавери ќе зборуваме? За кавери, сите брат дома снимај се. Така да верувам дека не е пресудно, но е многу добро бидејќи може баш таа песна ќе стане, не знам, хит, ќе ти биде лична карта понатаму во кариерата. Има луѓе кои што имаат 1-2 хита буквално во кариерата, насекаде, мислам, не само на нашите простори. Кои што имаат цели години, децении понатаму имаат настапи благодарение на токму тие песни. Така да убаво е и за себе и мислам секој изведувач артист, затоа викам ние не сме само обичен бенд кој што има настапи, ние си имаме и наши авторски песни и ние сме си горди на тоа. Баш кај ги пеете, мислам ги свирите на настапи, така е. Не заборавате на нив, како да кажам. Барем на тој начин да се слушне публиката што е. Барем строфа рефрен, нели, бидејќи ние така тој дел забавниот ни е доста динамичен и ние не се задржуваме на една цела песна. Тоа е строфа рефрен, до строфа рефрен се рилови, така, нели, тоа е тоа. Најголемото видео до 1,5 минута, толку можеме сите да. Многу е тешко да се задржи вниманието, зашто луѓето седат и мислам дека вака секунда до секунда и пол, ако го заинтересира ќе остане пет, ако точно. Има истражувања за тие можеш да направиш песна и спотот, не знам колку пари, а може за секунда и пол ако не си одма во интересен, ако не го заинтересира, готово толку. Џабе. Да. А дали знаете што рече Дамјан, не чувте, така? Не слушнав, он ми вика 100% си слушнал, ја Дамјан ти кажувам дека не слушнав. Гледаат ли од Биндот? Ако треба да се скриеме негде позади камерите, дали има од кај да избегаме само? Таков е Дамјан? Не знам. Ајде тогаш да видиме и чуеме што ќе ни кажа Дамјан, како ќе ги опиша овие двајца свои пријатели, нели, како велат самите фамилија се веќе, овие 6 мина кои што го сочинуваат Happy End Band, па потоа ќе се вратиме да одговориме на прашањата, се надевам ги постави. Поздрав дечки, јас сум Даме, бубњарот на Happy End. Малце угужувам, ме фативте, мај да пробам да одговорам на брзинка на некои прашања. Од кога се познаваме со Игор и со Иле? Па, со Иле се познаваме поише од 15 години. Заедно свиревме во оркестарот на Мирче Ацев. А со Игец малце помалце, околу 2-13 години. Прво со него свирев во друг бенд, он таму пееше. Па не ќеше да свири свадби, не ќеше да пее народно, ама го натерав некако и ја го јам донесено во Happy End и ден денес сме заедно. Како да ги опишам? За Иле би го опишал само со еден збор: брзи,
А за игец морам да искористам тари, лут, збунет, ама нормален. Мани, видеово треба да трае само 2 минути, така да ако почнам да ги набројувам маните, ќе прекорачиме, така да ќе го скокнам ова прашање. И по едно прашање до двајцата. Прво, Иле сакам да го прашам, без да гледа на мобилен, кој ден е денеска и шо дата е. Ако не знае точно, од прилика нека каже. А за Игор имам уште едно прашање. И ако го знае, ќе добие 10 евра бакшиш. А тоа е како почнува втора строфа од Саша Ковачевиќ песната Случајно. Значи текстот втора строфа како почнува. Дечки, прекорачивме 2 минути, се гледаме. Чао. Не, ќе прекорачиме и ние заради тоа што ова беше најинтересното видео до сега снимано. Следниот пат кога ќе доаѓате, Дамјан ќе го донесете, зашто е најзабавниот веројатно во овој тимов ваш. Да. Точно, тврдиме сите одма 10 евро задржи си ги. 10 евро, случајно не знаеш што растрофа? Не ја знам, не го одговор. Или знаеш ли кој датум е денес? Не гледам. Не го знаете што знам. Добро. Игор ми вика вчера да те потсетам, утре сме во Телма. Добро. Викам да не ме потсеташе, Немаше да знам. ќе се доеше сам. Зашто треба 2 песни да пееме, а после ќе направиме муабет ако имаме време за оваа првата. Беби, остани. Повели, микрофонот е твој, джингл, дечки, па ги слушаме Happy End Band. Zaboraviš na mene.
Продолжуваме уште некоја минута со Happy End Band, овде се 1/3 од членовите. Дамјан, ти благодарам и еве јавно кажувам дека би правила подкаст со тебе ако сакаш, заради тоа што мислам дека имаш еден хумор кој што мене многу ми се допаѓа. Не можеме околу хуморот, немаме време, имаме 4 минути све заедно, ама веројатно и верувам ви е забавно со фамилијава. Така ако Дамјан го запознавме. Не, доволно е само да седиш и да го слушаш и тоа е. Да. И да го гледаш, мислам. Вакви има. Прави гестикулации. Саки си когаш околу Секој се, нема кога нема. Втора строфа, не знаеш, поима немаш и така. Да, тие финти, да, обавезно. Добро. Секогаш е со 10 евра или има некогаш со пеешче? Не, даражлив е на музика. Даражлив е, добро. Добро, што правиме со ова демово во фиока или кажете ми кога ќе биде? Кога ќе биде? Више да не кажувате. Срамни е да најавуваме като искрено најавувате. ти кажам. Да, значи ја признавам дека сме малку на тоа поле треба сме поагилни, ама сега не ќе да биде оправдување, бидејќи сите сме, да речем, со работни обврски и сето тоа и среќа мислам што имаме на вистина голем број на живи свирки настапи. И ете да речем, ама не е оправдување како сме и правеле претходните песни. Ние не сме не сме од вчера да речем. Нека не можете да најдете време. Така да. Добро, ајде 2026 нека биде година кога нека биде. И тоа првите 3 месеци би сакал да биде. Само тогаш може. Само тогаш може, после април да чунете веќе до крај на годината готово. Тоа е тоа. Така е, да. Сега некаде последното прашање од прилика до сите гости е каде се гледате себе си за отприлика 5 до 10 години од сега. Може да кажете кај го гледате Happy End Band? Јас можам и ќе му дам предност на Иле да почне. Ајде Иле, чека ти кажам колку. Ти дам предност тебе. Ајде кажувај. Да би го задржале ова да речам ниво? Ова ниво и ова тежнење кон напредок и како и со повеќе работа, така и со нови песни и како што кажав, како поминува време, би сакал нешто да остане долги години и после нас. Да, например, некој концерт. Концерт, да, ама би требало да зголемиме малце поише авторски песни. Не е нормално нешто што ќе оставиш твое, ќе остане за секогаш. Така е. Додавка? Додавка, највеќе се согласувам за делот на авторски песни и музика. Тоа апсолутно не е нешто што мораме да му посветиме повеќе внимание. Ја нема да бидам толку скромен како Илија. Јас посакам нешто повеќе. Искрено би сакал нешто повеќе бидејќи сметам дека го заслужуваме тоа. И јас би дал и на нешто поголемо. Би ми била желба еднашка во животот барем да имам еден концерт, да речам, што ќе си биде со наши авторски песни само, така да, ето, јас би целил кон тоа. Добро. Па затоа што сте рекли, имаме све забележано, ова не се брише. Снимено е. Така е, да. Биби остани една од најслушаните песни, ваши. Да. За крај на ова издание на Никој да не зна, ќе ја чуеме Кога би била моја. Таа е првата наша песна, да, со неја почна се, мислам, овој влез во авторска музика кој што го имавме изминативе 7-8 години веќе, бидејќи таа е во 2018 година песна издадена. Таа е на Лазе, ова е на Лазе и Магдалена, да. Прифаќаме колку идеја ќе позајмуваме ако треба. Така е, па буквално така, да. Да. Со гордост тоа си окажуваме зашто. Така е, ама тоа е да им кажеме и на младите бендови дека не треба да се откажуваат. Ама беше сериозна одлука во тоа време за нас. Во тоа време мислам така е, навистина. Времево ни помина, ајде да повели микрофонот повторно. Игор, ви благодарам на обајцата, поздравете ги сите, особено Дамјан. Дамјан, благодарам уште еднаш за ова прекрасно видео. Одиме со Кога би била моја. Кога би била моја, со него да те гледам тешко ми е, потаа насмевката га се крие, не си за него знам, тој не те заслужува.
можам би те гледал, како очиве за себе би те чувал, а вој не